Гледате на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Ова утро присуствува во живо, каде што се одржува час по јога за луѓе од трето доба, односно наменет за луѓе над 60 години. Се наоѓаме во просториите на јога центарот Inside Yoga и ова утро разговараме со Бојана Невеселова, која што е јога инструктор во јога центарот Inside Yoga. Бојана, добро утро, ви благодарам што ова утро не примивте кај вас во просториите на Inside Yoga, да присуствуваме во живо на еден час кој што е наменет за луѓето, за лицата од трето доба. За почеток би сакала да ги запознаеме гледачите за вашето јога студио, јога центар Inside Yoga, од кога е формирано, една куса лична карта. Најпрво, добро утро, ви благодарам што дојдовте во нашиот нов топол дом. Inside Yoga како таква постои во Македонија веќе 10 години. Низ годините сме менувале локација, ова е нашата најнова локација каде што дојдовте вие денеска, во Карпош 1. Како што кажав, ние постоиме веќе 10 години, така да долго време сме тука и не сме само јога студио каде што имаме јога часови, туку и сме јога школа, прво јога школа во Македонија, каде што обучуваме и нови јога учители. Сите наши учителки се сертифицирани и се излезени токму од ова јога школа. Значи, постоите веќе 10 години. Какви се типови на јога се практицира кај вас? Што се можат да учат вашите студенти? Така, во принцип, ние сме аштанга јога школа, значи повеќето од нас предаваат аштанга јога, но секако, како што може да видите позади мене, вежбаме и хата јога, вежбаме техники на дишање, техники на прочистување, така да нашите студенти можат од се помалку да научат. Нашите часови се така структурирани за да ги добијат сите придобивки од секаков вид на јога. И споменавте придобивките на јогата. Сакам да напоменеме колку е јогата важна, поготово во ова стресно време во кое што ние живееме. Зошто луѓето да дојдат на јога? Секој си има своја причина зашто доаѓа на јога. За жал, најчесто луѓето на јога доаѓаат поради некој проблем што веќе го имаат. И сакам тука да напоменам дека јогата не е лек, туку е начин да се справиме со некои од проблемите што ги имаме. Значи, јогата делува на флексибилноста, ја зголемува силата, мобилноста на телото, но и ментално го смирува умот, го подобрува дишењето, ставот, самодовербата ја зголемува. Значи, јогата има безброј бенефити, но како што кажав, таа не е лек за ништо, туку е само алатка со која ние што пробуваме да се подобриме сами себе, квалитетот на живот да си го подобриме. Го подобруваме и физичкиот живот, нели, предпоставувам, имаме придобивки на нашето тело, меѓутоа и во нашиот ум. Апсолутно, значи со самото тоа дишање што го вежбаме, ние што го повторуваме на секој час, телото се смирува, нервниот систем е посмирен и многу е интересно студентите како доаѓаат во некоја паника, со некоја анксиозност, значи се си одат смирени дома да си го проложат денот. Смирени, опуштени, релаксирани, како што еве може да ги видиме и студентите ова утро, утринава. Имате утрински часови и вечерни часови. Како изгледа еден јога час? Кои ви се термините и колку е време траењето на еден јога час? Така, имаме утрински термини, како што напоменавте. Овие часови што се малку поспори, малку за лица од трето доба, не се по 1 час и тие се 3 пати неделно. Останатите часови не се по 1 час и 15 минути и тие се малку подинамични. Значи имаме таков еден утрински, останатите не се попладневни, после 5 часот имаме разни термини, се обидовме да направиме различни, да секој да може да дојде, да нема изговор, ама јас не можам во тој термин. Имаме многу различни термини. Значи секој кој што сака да практицира јога, да вежба јога, има место и има термин и утрински и пладневни, предпоставувам и верувам и вечерни термини. Кажавте дека јогата ја препорачувате нели за луѓето, од која до која возраст? Има ли ограничување возрастно? Нема некоја конкретна граница, значи секој може да дојде јога, а најмногу се препорачува за оние што велат дека јогата не е за нив. Значи, на годишна граница некоја нема, секој што се чувствува спремен да дојде на јога, можеби не спремен да дојде на јога, има некои резервации во врска со јогата, е добро дојден тука кај нас. Сега ме убедивте и јас сум една од оние кои што мисли дека јогата не е за мене, ама ветувам дека ќе дојдам да ве посетам еден час, не во утринските, туку во вечерните термини. Кажавте се наоѓате во Карпош 1? Да, се наоѓаме во Карпош 1, во близина на Центар за странски јазици, но конкретната локација може гледачите да дознаат на нашите социјални мрежи, може да на најдат како Inside Yoga на Facebook или Аштанга Йога Скопје на Instagram или да побараат наша бројча и да ни се јават и да не посетат.
Јас сум Цветанка Арсовска, имам 73 години, сум активен член на групата веќе 4 години. Значи, се вклучив во инстант јога кога имав 69 години. Поривот ми беше, студиото ми беше блиску, а од секогаш сум имала некоја желба, подсвесна веројатно, да се бавам со ова. И со гимнастика како млада, мала, девојче, што се вели, со балет малку, така да секој пат сум била во движење, велосипед не, нозете секој пат ми биле оружје за движење. И така да, не знам, почувствував желба, дојдов и многу пријатно. Сега сте инструктор по јога, значи држите јога часови за лицата во трето доба, над 60 години. Може ли да ни кажете како изгледа еден час? Вака се. И дали се тешки вежбите? Тешките, вежбите, асаните секогаш се тешки, меѓутоа, но нашиот организам има граница. Значи, ја почитуваме границата и секој наш ученик може да вежба докаде што има граница. Значи, не може триаголник да се спушти до доле, како што, ете, јас сега можам. Им даваме простор. Им даваме простор да дишат, прво. Дишењето е најбитно во се. Значи, сега, еве и ова камерава, јас ако земам 3 пати воздух, еве, малце сум и задишена, затоа што веќе вежбавме. И во трето доба е многу потешко да натераш некого да дојде и да вежба. Затоа што кога ќе претежно моите студенти, ученици се на возраст од 65 па нагоре. Значи во пензионерство, зрели, пензионери да го кажам, затоа што старењето е од 50 години почнува. Значи ние нашите клетки треба да ги обновуваме, така е. Нашето тело може да се регенерира и на оваа возраст, затоа што скршив рака многу лесно, правиш и мускул и имаш добро држање. Тоа е битно. И моја најголема инспирација беше да на моите деца им дадам повеќе простор да си го живеат животот. Да не му, не ми е арно, ме фати депресија. Значи, обично пензионерите ги фаќа депресија, не излегувам сега, кој ќе се облекува сега да излезе. Ова е еден мотив да се дојде во студио, да се извежба, да се наполниш со енергија, што ја раздвижиш. Значи, имаме ние многу заспана енергија во нас. Ако сме ние возрастни, ама енергијата ни е заспана и ја имаме. Само треба да потикнеме, да поврземе и да се заблагодариме на нашиот Создател дека се е енергија. И овој прс, и оваа глава, и ова тело е енергија. Ако ја имаме, треба да трошиме и да се поврзуваме. Емпатијата станува многу поголема, љубовта многу поголема. Значи ја препорачувате јогата на лицата од трето доба, вие сте инструктор од 60 години па нагоре. Не, еден поздрав до сите. Значи дојдете, вежбете. Ете и во нашето студио отворено е за пензионери, што во други студија немам такво искуство да групата е само пензионери. Значи има група почетници. Во тие почетници се и едни и други млади, значи не може толку инструкторот да се посвети на секој посебно, затоа што некој има поголеми предиспозиции да извежба, бе помлад, а почетник, а друг на 70 години секако треба да му се посвети поголемо внимание и затоа мојата група се прекрасни луѓе, само што жалам, сакам и да ги поздравам, побрзо да ми оздрават. Имам отсатни и поздрав до Славица, до Ѓоко, до Сонја од Германија, да дојде побрзо, затоа што
синчето е таму, тоа е тоа. Ви благодарам многу. Изгледате одлично за вашите години, 73 како што кажавте. Ке ве оставиме сега да се вратите на часот, бидејќи ве чекаат студентите. Благодарам. Намасте.